велете. Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги пратеници, почитувана министерке. Благодарам за присуството на седницава за Комисија за финансирање и буџет, заради тоа што ова е ретка прилика да останете толку долго и мислам дека на овој начин треба да се покажува внимание, посебно за важни теми, а секогаш буџетот, ребалансот на буџетите и така натаму се клучни документи кои што ги носи законодавниот дом, заради тоа што се можеме друго да разговараме, да носиме законски решенија и одлуки, на крајот се сведува на парите во однос на реализацијата. Ако имаме финансиски средства, ако имаме добра состојба во економијата, ако финансиите ни се стабилни, тогаш секој еден проект кој што се предлага ќе може да биде и реализиран. Ние имаме една ситуација која што во овој поглед што го говорам на предлозите и на проектите ви оди на рака како Министерство за финансии, заради тоа што за волја на вистината како парламентарен состав од 24 година до денеска, ако погледнеме по проекти и по законски решенија, не сме многу за машала, не сме донеле многу законски проекти, немаме многу решенија и така натаму, така да малку треба и да ви е полесна работата во однос на предвидувањата кои што ги имаме за буџетот, односно кои што вие ги имате и тоа што треба да биде реализирано. Сега дали е тоа така, низ бројкиве не можеме баш да го видиме. И нормално е, и за мене е сосема прифатливо, едните да бидат воодушевени, премногу задоволни од тоа што ни се случува на планот на финансиите, другите, опозицијата, да биде незадоволна заради тоа што тоа е нели така по дефолт. Јас би сакал да имаме малку понапредни да бидеме во демократијата и да секогаш кога имаме лоши работи, тенденции и така натаму, сите заедно да ги констатираме, и кога имаме добри проекти, напредок, добри позитивни финансиски биланси и така натаму, да кажеме да, ова е добро и треба да се признае. И само така ќе покажеме пред граѓаните дека навистина сме исчекорили еден чекор напред како држава, како луѓе, како демократија и така натаму. Мислам дека многу малку учиме како политички партии, како политичари и така натаму, како субјекти, генерално од тоа какви пораки ни праќаат граѓаните на нас. Затоа што пораките кои што ни ги праќаат пред се на изборите, на политичките субјекти, на политичките партии, не ни одат во прилог на сето она што ние го правиме тука во законодавниот дом или па представниците на владата. Ако го погледнеме овој предложен ребаланс на буџетот, секако дека и за Министерството за финансии, за поддржувачите и така натаму, ова ќе речат дека личи на сериозна економска стратегија, која што знаеме предвидувања какви се, што се, како ќе се движат финансиските тенденции и така натаму и така натаму. А од друга страна пак ако погледнеме реално на состојбиве, тоа е едно добро познато клише кое што го слушаме секоја година. И не зборувам сега само за оваа година, за минатата година, него од 90-та година наваму ако погледнеме, секогаш трнуваме од такви предпоставки на познати економски клишеа кои што доаѓаат овде низ бројки и така натаму. И верувајте, не е чудно што граѓаните денеска не нула, минус нула има гледаност или пак не знаат дека воопшто има ребаланс на буџетот, заради тоа што и тие разбраа веќе дека залудно е да ги слушаме истите работи кои што
постојано со години веќе се кажуваат. Секако дека со ребалансот или со таа логика која што настапува Министерството за финансии, владата и така натаму, треба да биде нешто што стабилизира, нешто што прави развој и така натаму. Меѓутоа, ако погледнеме во ребалансот на буџетот, ние тој сегмент го немаме. Апсолутно сето она што треба да стимулира, да стабилизира и така натаму, ние го намалуваме. И тоа не е, сега ако речем дали е потребно тоа да се прави така како што се направило во ребалансот, потребно е ако сакаме да ги оствариме сите функции на државата. И тука нема дилема. Меѓутоа, дали е тоа во согласност, во склад со сето она што се ветува, што се кажува реторички и така натаму, не е. Заради тоа што факт е дека мора еднаш да се пресече и да се каже да овде можеме ова да го направиме и за ова ги имаме финансиските средства и развојот на државата го гледаме на ваков и на ваков начин, отколку да си правиме илузии во говорите и да правиме реторички манипулации со граѓаните, а во суштина, знаејќи дека ретко кој ги гледа или уште помалку ги разбира бројките и податоците во буџетите, тоа го немаме како факт. Владата на почетокот на носењето на буџетот за оваа година велеше дека ова е развоен буџет во кој што ќе имаме раст од 3,8% и тогаш укажувавме дека е многу оптимистички тоа, меѓутоа сега гледаме дека и самата влада таа проекција намалува на 3,1%, бидејќи на крајот бројките се тие и не можеме никој против бројките да одиме. И тоа значи дека планот на владата, кој што бил поставен во декември месец 25 година, сега се намалува. И тоа е зашто говорев претходно. Од една страна планот се намалува, значи сето она што се предвидува плански го намалуваме, а само реторички го зголемуваме за да во пиарот и стратегијата за пиарот тоа биде прикажано некако сосема поинаку пред граѓаните. Во исто време, задолжувањето расте од 121 милиарда денари на 140 милиарди денари и тоа не е како резултат на неочекуван шок, што ни се случил сега во моментот. Затоа што и проекциите, и анализите, и плановите, и ставовите кои што ги имаше владата во декември 25-та при носење на буџетот за 26-та година, укажува на тоа дека планови, односно расходите ќе растат. Сега, кога станува збор за растот на расходите, значи и овде е планирано, немаме нешто што ни се случило вонредно, па сега одеднаш ќе се пренасочат одредени финансиски средства на некои од другите ставки и така натаму, и тој неочекуван шок ќе ни ги зголеми расходите. Дефицитот се зголемува на 4,1%. Сега некој ќе рече да, има фискално правило 3%, законот за извршување на буџет предвидува да биде 3%, може да биде до 3,5% доколку имаме некаков раст во делот на економијата, еве проекцијата да ја земеме дека е 3,1% од растот и така натаму. Меѓутоа, за мене се поставува сега клучното прашање. Кој ни дава право на нас? Прво на владата, па второ на собранието да не ги почитуваме законите кои што ги носи. Не излегуваме пред граѓаните полна уста дека мораме се по закон да работиме, да ги почитуваме сите законски решенија. Кој не почитува закон ќе носи одговорност, па нека ми е брат, па вујко, па стрина, па и така натаму. Ама тоа важи за сите вас, ама не важи за нас кои што седиме овде. И ние без срам, без перде,
Овде си седиме, си носиме законски текст, односно буџет, кој што го предлага Министерство за финансии, па го усвојува влада, спротивно на законски норми, па доаѓа овде во собрание, па собранието си дебатира и на крајот ќе си го донесе и ние ќе им покажеме на граѓаните дека да, ние сме тие кои што можеме да правиме нешто спротив закон од тоа што вие не можете да го правите. И знаете, ова кога го зборуваме, не може да стане збор за законски прекршувања мали или поголеми, за некакви дозволени или недозволени законски прекршувања. Или почитувате законски норми, текст кој што ги донело овој законодавен дом, или не ги почитувате. И за тие што не ги почитуваат, се знае дека треба да има одговорност. Према тоа, дефицитот, зголемувањето на дефицитот вон од законот е одговорност кон сите нас. И затоа ова сакам да го истакнам, да го искажам во собрание и да остане во стенограмите и во записите, бидејќи не можеме да се представуваме пред граѓаните како луѓе кои што сакаме во целост да ги почитуваме законските решенија, а да предлагаме текстови кои што се спротивни на закон. Даночните приходи гледаме дека се намалуваат речиси за 1 милиарда, додека од друга страна пак растат на ставката разни трансфери, оние ставки за кои што и ние, меѓутоа и граѓаните, веќе добро знаат и често се доаѓа без јасно објаснување каде се трошат финансиските средства од ваквите ставки. Истовремено се најавуваат зголемување на платите, но ако погледнеме во ставката на придонесите, тие остануваат исти. И тука нема никаква логика да од една страна имате зголемување на плати, а од друга страна ставката на придонеси да ви остане иста. Или растат платите и со тоа ќе растат и придонесите, или не може да растат платите, а придонесите да ви бидат на исто ниво. Меѓутоа, и растот на платите мора да биде врз основа на реалниот раст на економијата. И тука не можеме да имаме никакви, би рекол, отстапување од тоа, заради тоа што се што ќе направиме вон од тоа како расте економијата, ќе имаме сериозен проблем фискален по делот на буџетот. Сега инфлацијата се проектира дека ќе оди малку погоре и таа е ревидирана на 4,5%. Јас тука сакам да бидам искрен и да го прифатам оправдувањето дека ова не е состојба која што се случува на Македонија само, се случува и во други држави, имавме енергетска криза и така натаму и така натаму. Меѓутоа, исто така сакам воедно да укажам дека не можеме да се прикажуваме како луѓе кои што сме направиле фантастични економски резултати и токму заради тие фантастични економски резултати ние сме сега на 4,5 инфлација, сме можеле да бидеме и 10, можеле да бидеме 15 и 18 и така натаму и така натаму. Затоа што ако сакаме да бидеме реални, треба да бидеме реални во сите сегменти кои што ги имаме. Пак зборувам за бројки, не зборувам за реторика. Инаку ако зборуваме за реторика, еден ден сме трета економија во Европа, па втор ден сме пета, па четврта, па шеста и така натаму. И веќе тоа тргна да се тера на мајтап, така, која, нели, ќе почнеме за нешто да кажуваме дека јас овде тоа го констатираме често со колеги во собрание за некоја тема околу финансии, сите, не се секирате, веќе трета економија сме ние во Европа и така натаму. Во тој дел мислам дека градиме некаков наратив во кој што не ни веруваат граѓаните. И таа недоверба се повеќе и повеќе, мислам дека ќе се зголемува. Знаеме, да подсетам само, во фискалната стратегија 26-30, инфлацијата беше проектирана 2,5%, меѓутоа кажав, јас тоа го разбирам, ако имаме во пред што
се случува на глобално ниво, дека треба да има одреден раст. Меѓутоа, мене ме загрижува фактот во однос на планирањето на буџетот. И мислам дека сите проблеми кои што ги имаме фискални сега, не доаѓаат од планирањето на буџетот. Ако се вратиме 24-та година, Министерството за финансии знае дека околу 28 милиарди денари во тој период останаа доспеани обврски, кои што не се исплаќаа, се со цел да бидат проверени што правеле претходните од власта, ние ќе ги утврдиме и така натаму. Ама знаејќи дека тоа се превземени обврски за кои што нема назад. Тие мора да бидат исплатени. 28 милиарди, ако погледнеме тој буџет тогаш, се некаде околу 4% или еден дефицит на буџетот. 25-та година имаме проекција на 4% дефицит, официјално што беше усвоен во собрание. Прито имавме и зголемен буџет, 6,4 милиарди, колку беше, за разлика од претходно, од 6,1. Тоа покажува дека и тогаш сме направиле нереална процена во однос на зголемувањето на буџетот. Тоа пак доаѓа од прилика уште еден дефицит, кој што во суштина не е дефицит, ама фактичката состојба е дефицит на буџетот. И затоа ние имавме ситуација во која што во 25 ноември месец веќе имавме состојба на недостаток околу 1 милиарда евра. И ова што денеска ни се случува, и проценките кои што можеме да ги видиме низ бројки како имаме приходи, расходи и така натаму, ќе збориме пак во ноември, ние ќе се доведеме во ситуација повторно во ноември да имаме состојба во која што еден месец, односно декември, нема да може да ни биде покриен од овој буџет, пак ќе правиме некакви акробации за да можеме да дојдеме до. И тоа е веќе, според мене, одложување на некоја состојба која што е неодржива и наместо да се превземат поригорозни мерки кои што ќе донесат до фискална стабилност, јас разбирам дека тие мерки би биле и болни, и политички можеби неприфатливи, но единствено можни. И јас сметам дека ако се излезе и сосема реално се согледаат ваквите состојби, се прикажат пред граѓаните, полесно и подобро ќе ја прифатат состојбата, отколку вака да се лажеме сите ние и да ги лажеме граѓаните дека нешто се прави во овој дел. Што се однесува до јавниот долг, ние веќе имаме ниво во кое што се бара една сериозна внимателност по однос на јавниот долг. Моментално е некаде околу 60% од бруто домашниот производ. Наведено на 31 март 26 година дека јавниот долг достигнува 10,7 милиарди евра, односно 58,9% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека фискалниот простор на државата се стеснува во период кога инфлацијата оди нагоре, растот се ревидира надолу и потребата од внимателно управување со јавните финансии се зголемува уште повеќе во овој период. Бидејќи ова е сериозен проблем во кој што ние го надминуваме тој праг од 60% на задолжување од бруто домашниот производ. И тоа нема да застане. Знаете за задолжувањата кои што ги прави јавното претпријатие за државни патишта, знаете за задолжувањата кои што ги направивме овде во собранието за да можеме да го одржиме ликвиден буџетот. Слушнав сега колку е точно, не знам, дека на затворена седница на влада повторно имаме 205 милиони евра задолжување за градење на клиничката болница во Тетово, ама еве класифицирана била информацијата, може
ќе излеземе подоцна со таа информација во јавност, ама тоа е моментот кога се прави ребалансот на буџетот. Еве, министерката, слушам дека 3 болници биле, не е важно дали се 3, јас зборувам за 205 милиони задолжување. Дали е 3 или една болница, тоа е сосема нешто друго. Капиталните инвестиции владата ги нарекува како еден сериозен приоритет и ги имаме зголемувањата, сега гледам на парите во капиталните инвестиции. Ако ги погледнеме капиталните разходи, 45,936 милиарди денари, а дефицитот е 46,264 милиарди денари. Што значи, дефицитот е повисок од капиталните расходи за околу 328 милиони денари. Појаснувањата за зголемените расходи се дека ќе растат капиталните трошоци заради дополнителни 90 милиони евра во инфраструктурни објекти, но споредбата која направиме на буџетот и ребалансот не покажуваат започнување на нови објекти. Тоа значи дека се потврдува фактот дека проектите по општините кои што беа и требаше да се изфинансираат од унгарскиот кредит, за кој што владата тврдеше дека има финансиски средства и дека нема никаков проблем во делот на фискалната состојба на буџетот. Сега гледаме дека тоа не е така. Практично со зголемувањето на капиталните расходи на средствата ќе се исплаќаат обврските кои што пристигнуваат во овој момент. Имам тука еден договор од една од општините во кој што вели дека 5 години ќе се исплаќа парично проектот кој што го земавте од унгарскиот кредит. И сега поставам логично прашање. Ако државата има пари и ако унгарскиот кредит ќе ги покрие проектите, зошто тогаш е потребно на 5 години да се исплаќаат парите кои што се во општините? А имам неколку такви договори од неколку општини. Така да тука нема логика во тоа што се кажува. Повторно се навраќам на фактичката состојба и на реторичката состојба. Ако имате пари, се исплаќаат веднаш, ако немате, ќе ги плаќаме на рати. И тука немаме никаква дилема. Ребалансот покажува исто така дека има проблеми, или се признава со ребалансот дека има проблеми со повратот на ДДВ. Но немаме никакво системско решение, освен добиваме некаква прераспредела која што имаме. И за ова знам дека нема да се признае. Кога и да се поставеше прашањето на повратот на ДДВ, секојаш се велеше дека не е точно, се враќа редовно, сите се среќни и задоволни. Во суштина, ако ги прашате луѓето, компаниите, фирмите и така натаму, не е така. Ако погледнеме според ветувањата кои што ги даде оваа влада, зборувам според мерливи ветувања, за мандатот 24-28, од 44 мерливи ветувања кои што можеме да ги земеме, целосно се исполнети 5, односно 11%. Дури 21 ветување или 48% остануваат неисполнети, а 7 од нив се движат во спротивна насока од тоа што било ветено. И што значи тоа за граѓаните? Дека секое второ ветување кое што било дадено како сигурно не се случува или уште полошо се случува, но во спротивна насока од тоа што било дадено како ветување. Пример е пензиите, и тоа ќе го земеме како исполнето ветување.
и состојбата во пензискиот фонд, за која што се укажуваше и тогаш, и за која што денес ќе бараме, или мора да се бара решение, што е тоа што треба да се направи за да се консолидира пензискиот фонд. Министерката најави разговори и на Светска банка и на ММФ да направат анализа, да видиме што е тоа што треба да се превземе. И јас навистина очекувам дека нешто мора да се прави. Нема што друго да се направи, освен да се најдат механизми и модалитети како да се нормализира или консолидира фондот за пензиско инвалидско осигурување. Останува да видиме кои се тие модалитети и што е тоа што владата ќе го прифати. Ќе ги зголемили придонесите кај фирмите, ќе се зголемили годините на старост во делот на пензионирањето, ќе имали комбиниран некаков модел. Не би сакал да шпекулирам и не е добро, треба тоа да го видиме како одговор кој што треба да го даде владата во овој дел. Капиталните инвестиции кои гледаме се покажува исто така како една од клучни слабости. Сега морам да признам дека таа клучна слабост не е само сега на оваа влада, таа била и претходно и во делот на реализацијата. До сега имаме од тие ветени 750 милиони евра годишно, реализацијата доаѓа некаде околу 62%. А во 26-та сега дури имаме и намалување во делот на оваа проекција, што дополнително прикажува дека има еден сериозен проблем во овој дел. Сега сакам неколку конкретни работи да ги кажам, кои што сметам дека со ребалансот на буџетот има проблем и за кој што треба да очекуваме одговор на ова прашање. Прво, ако погледнеме во програмата А2 на Министерството за одбрана, а тоа се парите кои што се за пожарникари, односно за противпожарна заштита, се намалени од 1 милиарда на 770 милиони денари. И тоа е во услови кога имаме сезона на пожари, во услови во кои што нема градоначалник во Македонија кој што не излегува и кажува дека има намалени капацитети, односно при далеку од стандардите кои што се за број на вработени и за техника која што имаме во делот на справувањето со пожарите. И тоа е нешто што може сериозно да не загрози сите нас. Ако имаме состојба во која што, дај Боже, да немаме големи пожари, да немаме големи интервенции или потреба за интервенции, може би ќе успееме некако да се вклопиме во овие норми, меѓутоа доколку се случи нешто кое што нема да биде непредвидено, заради тоа што ни одат сега времето во кое што се пожарите, тогаш имаме сериозен проблем. Второ, заштитните друштва. Тоа се компаниите кои што вработуваат лица со попреченост. Од 25 година јуни до денеска не им исплатен ниту надоместок за едно лице кое што тие го вработуваат. Има многу фирми со кои што се разговара. Таму имаме зголемување сега, односно додавање 300 милиони денари на таа ставка. Со тие 300 милиони денари ќе ги исплатите за до крајот на 25-та година. Значи, фирмите сега може да се надеват дека ќе добијат тоа што не сте им го исплатиле за 25-та година од јуни до декември, дека ќе го добијат, меѓутоа што правиме за цела 26-та година. И ако сакаме да кажеме да државата помага на тие компании, тогаш како им помага со доцнење од една година компании кои што клучното ветување на владата ќе го земам. Демографијата и состојбите во демографијата
развојот, развојни програми, создавање на можности да ја спречиме таа бела куга која што ни се случува кај нас. 71 милион имало за демографија и миграција на ставката, сега имаме 21 милион. Се поставува прашањето што се случи меѓу време. Дали големите авиони кои што се враќаат од странство во Македонија ни укажа на тоа дека нема потреба од мерки за демографијата? Дали ги мотивиравте младите, не знам на кој начин, за да можат да раѓаат деца во овој период, да се мажат, да се женат и така натаму? И тоа не знам. Можеби и тоа. Ако е таков некаков аргумент за ова кратење на демографијата, тогаш очекувам да излезете да знае целата македонска јавност. Ако не е тоа фактот, или ако е тоа состојба во која што еве од демографијата можеме да намалиме 50%, односно 50 милиони, тогаш и тоа треба да го знаеме и да кажеме дека тоа клучно ветување или како беа тие национални координатори за демографија, нека си одат дома од утре. Нема што да работат. Зошто би бил национален координатор со, не знам, 2000 евра плата, ако нема политики на кои што треба да ги спроведува. И уште една работа, само кратко, да кажам за вториот пензиски столб или вториот пензиски фонд. Има доцнење некаде од 2 месеци 44 милиони евра. Според закон и според договорите кои што ги имаат оние членови на вториот пензиски столб, ако го погледнете договорот, ја го имам, го прочитав, таму стои дека за секое доцнење се исплаќа надомест за доцнење. До сега, според моите сознанија, никогаш не е исплатен надомест за доцнење. А ако тоа го има во договорите и е подкрепено со закон, тоа значи дека има облигација, односно облигационен однос со државата во однос на ваквото доцнење. 617.000 членови има на вториот столб. Замислете што ќе се случи ако покренат тужби за доцнењето и барање на еден ваков надомест. Ова се теми и сериозни прашања кои што мораме да ги разговараме и на овој начин да излеземе аргументирано пред граѓаните и да бидеме пред се искрени и транспарентни. Мислам дека на тој начин ќе не прифатат многу повеќе отколку со реторичка помпа. Благодарам.